Благодарам. На почеток прво да кажам дека го поддржувам ова законско решение и ќе кажам уште неколку работи што сум ги кажал неколку пати во парламентов, дека најправилно поделени пари во држава од буџетот се парите што им се даваат на пензионерите, затоа што пензионерите имаат искуство и знаат зашто парите треба најправилно да се искористат. Тие се тие што плаќаат најредовно сметки, тие се тие најредовно што им помагаат на внучињата, на децата, на семејството, ако нема доволно пари, штедат и се што ќе вложат е вложено исправно. Се друго што ќе се направи од буџетот може да се дискутира, но да се дискутира за парите што им се даваат на пензионерите, ви реков, нема што да се дискутира, тие се идеално потрошени пари и затоа се залагам за тоа да се врати старо законско решение со кое пензионерите ќе добијат поголеми пензии. Ако можеме, дури е добро и уште повеќе да им зголемиме пензиите, да им ги зголемиме, затоа што така ќе се поправи и образование, и здравство, и се, затоа што ви кажав, пензионерите вложуваат таму каде што треба, затоа што имаат големо животно и работно искуство. Тоа е во тој дел. Колешке, за ЕУ и НАТО да не зборуваме, од 90-та година се залагам за ЕУ и НАТО, но со реални, опипливи резултати. Видовте дека ништо не оди само со зборови, мора да се има дела и тука сите треба да сватиме и да не напаѓаме крив ни е овој, крив ни е оној, затоа што утре пак ќе ги молиме истите луѓе. Затоа што мора да сватиме дека дома не сме направиле тоа што треба, домашната задача не сме ја напишале, со препишана домашна задача, буквално е препишана нашата домашна задача, не оди. Професорот видел дека истата домашна задача сите ја препишуваат на Балканов, а никој не ја прочитал книгата, нити ја сватил. Тоа е во тој дел. Добро е што рековте дека треба пензиите да се зголемуваат со реалниот раст на економијата, но имате неколку потези во последно време каде што ништо не е усогласено со реалниот раст на економијата и тоа ќе треба добро уште еднаш да го прочитате, да ги прочитате препораките на ММФ и Светската банка и да видите што се треба да направиме за да имаме реален економски раст. Се друго што ќе го правите е пропаст. И еве, сега директно да ви кажам, значи 3 години ние живееме во виртуелен свет. Знаете, ова е виртуелен свет, не е реален. Значи, вие цело време им кажувате на граѓаните и на фирмите колку животот им е подобар, колку поголеми им се плати, пензии, се дека им е подобро, а верувајте, видете на терен, граѓаните на економски план се во клиничка смрт. 90% од нив. Значи, тоа е тоа. Државава е донесена на прагот на пропаст во сите сфери. Да знаете, зборувавте за право, правда, сега ни право, ни правда. Зборувавте за владење... Не, кажувам, што сте зборувале како политичка партија? Колешке, те замолувам за тишина. Вас никој не ве прекинуваше. Репликата има врска со тоа што и вие, гледам, дека почнавте да верувате во тоа што го зборувате. Јас сакам само да ве сметнам на земја. Значи, мора да слезете сите на земја и да кажете, барем искрено, го зборувам тоа, но не мислам така, затоа што реално не е така. Но тоа ќе го сватите малку покасно, затоа што сега ви кажав, гледате дека тоа што го зборувате не е така, но морате да го зборувате. Едноставно така можам да сватам. Не,
Не, јас сум се трудел. Морам да продолжам во овој дел, за да ја сватите цела поента, не е лично кон вас. Значи, немојте да сватите лично кон вас. Тоа е за цел овој виртуелен живот што го живееме овие 3 години. Значи, живееме во виртуелен свет. Надвор е инаку, а прикажано е дека е супер. Но, ќе сватите зошто. Еве ви кажувам, значи, владење на правото, катастрофа, судство, обвинителство, да не зборувам, даночна политика, зголемени даноци, странски инвестиции, катастрофа, земјоделие, катастрофа, економија, здравство, образование, сегде катастрофа. Дали читам или не, секогаш ги читав и секогаш се трудев и дури на своите министри сум им кажувал што мислам за секоја област. Значи, моето мислење е мое мислење и ова го кажувам како мое мислење. Тоа што е партиски став, ќе го слушнете на партиски трибини, на изјави на наши функционери, но ова е мое лично мислење и морам да ви го кажам. Исто така, и се обратив неколку пати на Министерката за труд и социјална политика, затоа што гледам, сака да направи нешто, прави нешто, но треба да знае едно, дека главна работа за добра социјална политика е да имате побогата држава и се што се прави во оваа област, се прави со пари и тоа треба да се базира на реален раст на економијата, тоа што го рековте вие. Но сега, сето ова се прави со зголемување на даноци, зголемување на придоноси за социјално здравствено осигурување, со казнување на фирми, граѓани и така натаму. Со сила пари се збираат и се делат на неправилен начин. Излезете, прашајте. Значи, ова ви го кажав, ова е мое мислење. Може би не живееме во ист свет или во вашиот град е поинаку, можда. Верувајте, ова е став на граѓаните, 90% од граѓаните на Киче и фирмите од Киче. Значи, тоа, дојдете ако сакате, ќе ве однесам, прошетајте и ќе видите што ќе ви кажам. Значи, уште еднаш ќе ви повторам, секогаш кога ќе се смени власт, треба наредната власт тоа што е добро да го продолжи и тоа што е лошо да го поправи. Значи, тоа требаше да го направите и ќе бевте супер, ако нешто поправевте. Но вие гледате, законов за пензиско го укинавте, беше добар, направивте полошо. Тимот за привлекување странски инвестиции, уште еднаш ќе ви повторам, беше идеален. Го сменивте. Изградба на автопати и ова, зборувавте за криминали, 3 години не мрднавте, уште ги барате трасите. Затоа, уште еднаш ќе ви кажам, прифатете го ова законско решение, затоа што тоа е подобро од тоа што вие сте го предложили. И ништо не можете натаму да им кажувате на пензионерите. Им се намалиле пензиите или не им се зголемиле колку што ќе им се зголемеле со ова наше законско решение. Не требаше да го менуват. Тоа ви укажувам. Значи, не требало да менувате нешто што е добро, требало да смените тоа што не било добро и така се оди напред. Сето ова сега натаму што ќе го правите, ви реков, само виртуелниот свет, уште ќе го продолжите уште неколку месеци, но граѓаните се разбудија, видоа дека не е така. Благодарам. Благодарам, колега.